Во очи големиот празник Илинден, секоја година во Трново се испраќаат пораки за единство, за зачувување на националниот идентитет на Република Македонија. Токму на овие и дел од други прашања кои што се врзани со историјата на македонскиот народ, денеска разговараме со Тодор Петров од Светскиот македонски конгрес. Пред се, добре дојдовте во Мега телевизија. Добре најдов, благодарам на поканата, поздрав до вас и секако до гледачите и слушателите на вашата емисија. Како што и пред малку најавив, секоја година се одржува Семакедонската средба горе на Трново, каде што голем број на здруженија кои што се, како да се изразам, луѓе кои што припаѓаат на Македонија, меѓутоа се раселиле во времето пред нас. Меѓутоа, пораката е секогаш за зачувување на националните интереси на Република Македонија. Се наоѓаме во многу сензитивен период. Само пред малку беше потпишан договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Република Бугарија, а вие бевте тие кои што испратија и една декларација до голем број на меѓународни заедници, каде што имавте поставено, ако не се лажам, 12 или 13 барања. Утре Ден на државноста на Македонија, 2 август Илинден, верскиот празник Свети пророк Илија. Традиционално во подпелистетското село Трново, Битолско, се одржува семакедонска илинденска средба. 1971 година започнува во ова село, во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица, да се одржува иселеничка средба. Меѓутоа, 1981 година, незадоволни од карактерот на средбата во организација на тогашната Матица на иселениците од Македонија, Сдруженијето на македонците од егејскиот дел на Македонија од Битола, на истото место, недела дена порано, започнуваат со организација на погранична средба на македонците од егејскиот дел на Македонија. И практично тоа двојство трае околу 30 години. Под покровителство на градоначалникот на општина Битола во 2014 година Матицата на иселениците од Македонија, Сдруженијето на македонците од егејскиот дел на Македонија од Битола, Сојузот на македонците од егејот Македонија и Светскиот македонски конгрес постигнаат договор за обединување на овие две средби во една и единствена семакедонска средба. Во 2014 година се обединија 43-та Светска македонска иселеничка средба и 34-та погранична средба на македонците од егејскиот дел на Македонија. Постигнавме согласност за помирување и обединување после 30 години непотребен раскол и недоразбирање и за формирање на една единствена семакедонска средба. Оваа година практично би требало да се одржи 46-та Светска македонска иселеничка средба и 37-та погранична средба на македонците од егејскиот дел на Македонија, но обединети во една и единствена семакедонска средба. Традицијата е голема, носталгијата на македонците од светот преголема. Ова е една од најголемите средби на македонците во републиката и во светот, во чест на големиот национален празник на македонскиот народ Илинден. И се надеваме дека пораката која што ја упативме со обединувањето ги подкрена голем број на македонци во светот и македонски организации на семакедонско помирување и обединување, затоа што во единството е силата за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Утре ја одржуваме исто така семакедонската средба во Трново 2017 или 2017. Се надеваме дека програмата што ќе биде понудена ќе привлече голем број на македонци од татковината, од соседните земји на републиката и од иселеништвото. Владата на Република Македонија ќе биде представена со 3 министри. Се надеваме некој ќе ги поздрави присутните.
Организаторите традиционално ќе ги поздрават со своји пораки. Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Битола ќе настапи со сплет на македонски народни песни и ора. А на монолог песни за татковината ќе рецитира маестрално Петре Темелковски од опусот на големиот поет, патриот и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Очекуваме голем број на учесници на оваа средба заради евентуално сценирање на инциденти во Илинденската средба во Крушево. Се надеваме дека голем дел од тие што ќе ја промена дестинацијата на движење ќе завршат денот на државноста да го прослават овде во Трново. И затоа ја користам можноста во името на Матицата на иселениците од Македонија, Светскиот македонски конгрес, Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија во Битола и Сојузот на македонците од Егејот Македон да упатам една јавна покана до сите добронамерници кои сакаат да го чествуваат големиот национален празник на македонскиот народ, годишнината од Илинденското востание, денот на државноста на Македонија, националниот празник на македонскиот народ, да бидат присутни во Потпилистерското село Трново во Битола. Господине Петров, ова беше нако со историјата на одржувањето на оваа сега македонска средба и она што значеше обединување и порака и секоја година повиците за да не се подклекнува под барањето за промена на државното име на Република Македонија. Меѓутоа, како што ве прашав, нели, на почетокот, пред малку се потпиша договорот за добрососедство со Бугарија, Бојко Борисов и Зоран Заев, како премиер на Република Македонија, го потпишаа договорот. И ќе ве замолам за коментар на моментот кога Борисов кажа дека денеска во Скопје се потпишува. Каде е тука добрососедството кога човекот не се осмели да не именува како Македонија, туку не именуваше како Скопје, како нашиот јужен сосед? За македонците во светот, се додека за Софија македонците се бугари. Македонскиот јазик е дијелект на бугарскиот литературен јазик, а Македонија е дел од Бугарија. Ваков вид на договор за добрососедство представува ништо друго освен велепредавство на нацијата и државата. Затоа македонците од целиот свет, независно од потпишувањето, го отфрлаат овој договор и го сметаат за ништожен и неважечки. Верувам дека ќе ја доживее судбината на Сан-Стефанскиот мировен договор, кој што траел само на хартија 3 месеци, од 3. март 1878 година до 3. јуни 1878 година. Не може никако поинаку да ја објасниме констелацијата на односите меѓу Софија и Скопје, меѓу Македонија и Бугарија, без да ја познаваме историјата и импликациите од неа за сегашноста и днината. Затоа што и во основата на овој договор е барањето на Софија. Го видовте ли од договорот? Од 1945 година се признава србо-комунистичката креација Македонија, но Бугарија бара во учебниците да се изврши на Македонија да се изврши ревизија за да прифатиме дека се до 1944 година овде била Бугарија, ние сме биле бугари, а нашиот јазик бил дијелект на бугарскиот литературен јазик. Зошто ја спомнувам Сан-Стефанска Бугарија и Балканските војни. Бугарија како држава е креирана во 1870 година. Најдобро може да спознаеме што се крие во основата на овој договор за добрососедство е ако ја проследиме изјавата на бугарскиот председател Петар Стојанов. Јас без да правам импровизации ќе ја цитирам неговата изјава. Тој во периодот од 1997 до 2002 година
е претседател на Бугарија, меѓутоа исти се неговите ставови денес и тогаш и негови и на сите останати во политичките естаблишмент на Република Бугарија. Тој во емисијата Денот започнува на бугарската државна телевизија БНТ1 од 12 јули 2017 година вели, цитирам: "Поделбата на Бугарија на три дела, на кнежество Бугарија, тоа е денешна северна Бугарија, на источна Румелија, тоа е денешна јужна Бугарија, и на Македонија, се чувствува како најголема историска неправда за нас во Софија. Илинденското востание е нашето второ априлско востание. Ние бугарите нема да се лишиме себе си од таа страница на нашата историја, затоа што ако се лишиме од неја, историјата ќе ни остане исклучително сиромашна. Затоа историјата на Македонија е најромантичниот дел од историјата на Бугарија. Илинденското востание е бугарско, а Македонија е дел од Бугарија." Завршен цитат. Колку за слушателите и гледачите на оваа емисија. Кнежеството Бугарија е северниот дел од денешна Република Бугарија. Источна Румелија е денешниот јужен дел од Република Бугарија. А Македонија е цела Македонија со перинскиот дел кој денес е под Бугарија. Априлското востание, кое што во Бугарија започнува на 20 април 1876 година, довело до осамостојување на Бугарија во рамките на Отоманската империја, меѓутоа на кнежеството Бугарија, тоа е северниот дел од денешна Република Бугарија. Тоа го поттикнало руското мешање и го означило почетокот на руско-отоманската војна, која трае 2 години, 1877 и 1878 година. Таа војна довела до независност на кнежевството Бугарија. Така нареченото априлско востание кое е било организирано од страна на бугарите во Османлиската империја на 20 април, реков, 1876 година. Востанието избувнало во градот Копривштица, тоа е денешна централна Република Бугарија. Било нападнато седиштето на локалната полиција на Отоманската империја. Востанието индиректно довело до создавање на новата бугарска држава, кое се случило по 2 години во 1876 година. За време на востанието се проценува дека били убиени околу 1000 муслимани, но Отоманската империја возвратила со 30.000 масакрирани бугари. Во 1876 година истовремено се случува Разловечкото востание, а 1878 година се случува Македонското кресенско востание. Такво востание во империјата имало на повеќе предели за ослободување и државност. Меѓутоа, ниту во Разловечкото, ниту во Кресненското востание македонците не се бореле за Санстефанска Бугарија. Од таа година започнува новата историја на Бугарија. Откако завршува руско-отоманската војна, поразената Турција, односно Отоманска империја, прифаќа од царска Русија ултимативен мировен договор, кој што се случува на 3 март 1878 година во едно мало место близу Истанбул, кој се викал Сан Стефано, и затоа овој договор мировен е познат како Санстефановски мировен договор. Во овој договор Русија, царска Русија, сакајќи да излезе на Медитеранот, на топлите морења, во договорот ја креира голема Санстефанска Бугарија. Во тие граници на Санстефанска голема Бугарија, со овој мировен договор склучен на 3 март 1878 година, влегле кнежевството Бугарија, Источна Румелија, Одринска Тракија, Македонија, дел од денешна Србија, Пирот и Врање, и дел од денешна Албанија, градот Корча. Меѓутоа, незадоволни за да може преку Солун и Кавала царска Русија да излезе на Егејското море и на Медитеранот, на Средоземното море. Меѓутоа, со овој мировен договор не биле задоволни другите големи сили: Германија, Франција, Австро-Унгарија, Велика Британија.
веднаш се договориле да свикат нова меѓународна конференција за ревизија на Сан-Стефанскиот мировен договор и таа се случува под председателство на германскиот канцелар Ото фон Бисмарк. Трае од 13. јуни 1878 до 13. јули 1878 година. Со ова меѓународна конференција бил креиран така наречениот Берлински мировен договор или договорот од Берлинскиот конгрес, во кој што биле ревидирани 2/3 од одредбите на Сан-Стефанскиот мировен договор. Со новата ревизија на Сан-Стефанскиот мировен договор со договорот од Берлинскиот конгрес, Сан-Стефанска Бугарија била вратена во границите на кнежество Бугарија како вазално кнежество на високата порта на Отоманската империја. Источна Ромелија добива статус на автономија повторно под Отоманската империја. Македонија и Тракија биле вратени на Отоманската империја, Крит го добива Велика Британија, Австро-Унгарија добива Босна и Херцеговина, независност добиле Црна Гора, Србија и Романија. Од ова време започнува незадоволството на кнежеството Бугарија од новата констелација на односите и границите на Балканот, за да тие тензии доведат до нови војни на Балканот. Балканските војни кои избиваат 1912-1913 година. Во Берлинскиот мировен договор бил утврден член 23 за статусот на Македонија. Било утврдено високата порта во Цариград, во Отоманската империја, на Македонија да утврди статус како што го имало Крит на автономија, посебен статут да добие. Високата порта била со намера членот 20 да го реализира, меѓутоа тоа го осуетиле балканските држави Србија, Бугарија и Грција. Пред да го реализира членот 23 цела автономија на Македонија во етноисториските граници, започнува Првата Балканска војна, наводно Србија, Бугарија и Грција да ја ослободат Македонија. Меѓутоа, вистинските намери на тоа ослободување од Првата Балканска војна веднаш се покажале во Втората Балканска војна, од кога наводно ја ослободиле од Отоманската империја. Започна Втората Балканска војна меѓу учесничките во Првата Балканска војна, што доведува до Букурешкиот мировен договор од 10 август 1913 година. Извршена е поделба на Македонија. Бугарија, Србија и Грција вршат окупација врз Македонија и започнуваат геноцид врз македонскиот народ. Едно прашање кога сме кај овој историски тек. Слушнавме како Македонија секаде некаде е припоена, дали кон Бугарија, дали кон Албанија, дали кон Србија и останатите, сите оние кои што во моментов се наши соседи, меѓутоа претендираат кон она што остана од Македонија да биде доземено или некако поинаку трансферирано. Ме интересира моментот. Зошто конкретно Бугарија бара само од Македонија, а зошто не бара од Србија, зошто не бара од Албанија, кога еве и во тој период од 1800 и некоја година? Затоа што основата на балканските демоси како современи политички нации е Македонија и македонскиот етнос. Не може да го објасниме тоа без да го анализираме феноменот на врховизмот. Започнуваат со Букурешкиот мировен договор не е утврден договор за решение на македонското прашање, туку дефинитивно затварање на македонското прашање. Големите сили креирале територии како сфери за влијание на своји интереси на овие простори, не донеле нови народи, деловите од македонскиот етнос го поделиле со граници помеѓу нотифицираните нови политички нации, Албанија, Бугарија, Србија, Грција. На тие територии донеле суверени од ними династии да ги владеат. Тие суверени на тие територии си донеле историчари од земјите од кај што дошле, предежно од Германија, од Данска. Не се тоа домородни на династии, тук тоа се инородни династии кои што владеат со овие територии. И тие се напишале историја за територијата што ја владеат.
Георг Ото I, принц од германска династија, си го носи историчарот Дройзен. Тој, кога ја анализирал историјата на територијата, македонизмот го дефинирал како хеленизам и од тука започнаа сите фалсификати на грчката држава, дека Македонија, Александар или Филип Македонски во светот го ја ширеле хеленската култура, што воопшто не е вистина. Грција за прв пат на територијата на Македонија доаѓа после Балканските војни, Букурешкиот договор од 10 август 1913 година. Меѓутоа, поентата која е? Поентата е таа што на Балканот влада еден феномен, Балканот или Македонскиот полуостров. Феноменот е сите овие нации и држави тврдат дека од сите страни граничат со самите себе си. Секој ги обвинува останатите дека му ја крајат културата и историјата. Сите слават исти датуми, настани и личности, само зависи кој од која страна на границата е, за да каже мои се. И за Белград македонците се срби, за Софија македонците се бугари, за Атина македонците се грци, за Тирана македонците се албанци. Што во случајов? Што ќе правиме? Заклучокот е, ако србите, бугарите, грците и албанците како политички нации истовремено се македонци, заклучокот е многу едноставен, дека и бугарите, и грците, и србите, и албанците како политички нации во основа се етнички македонци. Ако вака пристапиме кон темата Македонија, за да го детектираме, дефинираме проблемот на македонското прашање, тогаш навистина секој граничи со самиот себе од сите страни, сите слават исти датуми, настани личности, никој од никого ништо не краде, затоа што сите во основа се Македонија. Меѓутоа, после Балканските војни, културата и историјата на Македонија од деловите на македонскиот народ под окупација и под геноцид е инкорпорирана како државна култура и историја на Бугарија, Грција, Србија, Албанија. После дисолуцијата на поранешна СФРЈ во 1991 година, на површина повторно се јавува македонското прашање. Договорот после Балканските војни меѓу балканските метрополи бил Македонија дефинитивно да се асимилира. За асимилаторската политика што Белград ја вршил во вардарскиот дел на Македонија, како благодарност, Грција на Србија и го дава од 1924 до 1974 година на управување слободна зона на пристаништето во Солун, за да го затвори прашањето. По договор од Гевгелија на север се срби, од Гевгелија Евзонија надолу се грци. На тој начин Македонија повеќе не постои. Меѓутоа, со распаѓањето на поранешна СФРЈ повторно на површина излезе македонското прашање. И затоа логично е да сватиме дека кај сите агресијата по сите основи од сите страни против Македонија не ни признаваат име, јазик, територија, култура, историја, црква, граници, територија. Зошто? Затоа што кај сите нив, од кога ја инкорпорирале културата и историјата на Македонија како државна во овие нации и држави, како политички нации, стравот, што ако ова парче земја воспостави монопол или ексклузивно право врз културата и историјата на Македонија, што ќе остане од нашата култура и историја. И затоа сите се единствени во агресијата против нас. Кога Белград тврди дека македонците се срби, Софија, Атина и Тирана молчат. Кога Софија тврди дека македонците се бугари, Атина, Тирана и Белград не се конфронтираат. Кога Атина тврди македонците се грци, Тирана, Белград и Софија не се спротивставуваат. Кога Тирана тврди македонците се албанци, Белград, Софија и Атина не се конфронтираат. Само кога ние декларираме оти сме македонци, сите се единствени обединети против нас, за да дефинитивно го затворат македонското прашање. Затоа, еве сега бевме сведоци на една таква средба помеѓу премиерите на Србија, во Грција, кога беше Бугарија, Грција и председателот на Србија во Солун, најверојатно за да постигнат договор околу статусот на Македонија и нивниот став. И затоа единството и согласноста меѓу сите нив, Македонија повтора да се затвори. Затоа и обидот
на Грција со нивното нацифашистичко барање да се изврши демонтажа на државноста на Македонија, Ги имаме од лоцирани географија, сите од овие. етнологија да се демонтира во географија. Што во случајов да направиме за да се заштитиме накусо, бидејќи тука завршува интервјуто и уште неколку минутки? Ние неколку пати тоа го предлагаме. Знаеме дека во какви историски околности сме создадени, под каков притисок, геноцид сме били изложени, екзодус, етничко чистење, тоа и ден денес се врши. Иако и Грција и Бугарија се членки на Европската унија, не признават никакви етнички права на македонците. Еви со овој новиот договор, улогата на Македонија во анимација, афирмација на малцинските прашања на македонците дефинитивно се суспендира. Ние цело време предлагаме дека на Македонија и се потребни договори за траен мир и добрососедство со сите соседни држави. На македонците им се потребни историски помирувања со соседните народи, за да ги релаксираме тензиите околу македонското прашање и темата Македонија кај соседните метрополи. Затоа и идејата, иницијативата и покрај се и после се и покрај хипотеките од балканските војни, окупацијата врз Македонија, геноцидот врз македонскиот народ, ние макар еднострано да предложиме, дали председателот, парламентот или владата, декларација со која ќе кажеме дека културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси, како современи политички нации во чијашто основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури независно од разликите меѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. И се разбира да склучиме договори за траен мир и добрососедство со сите соседни држави, за да на сите им дадеме до знаење дека сите сме биле делови на исти империи на овие простори, пред се на Македонската империја, сите носиме исти културно-историски вредности, независно од интересите на големите сили за своји сфери на влијание за нивни интереси на овие простори, за да ги релаксираме односите и тензиите, затоа што Балканот не е производ на интересите и конфронтациите помеѓу балканските демоси, туку заради интересите на големите сили на овие простори. Ако така пристапиме кон македонското прашање, верувам дека ќе внесеме нов дух на универзалност, на универзалните вредности на македонската цивилизација, затоа што големината на секоја цивилизација е во универзалноста на незините вредности, а наши вредности, верувам тоа и на сите нации и држави на овие простори, се мирот и љубовта наспроти војната и омразата, толеранцијата и коегзистенцијата наспроти сегрегацијата и дискриминацијата и културниот глобализам, што значи интеграција со афирмација на помесните етноси, јазици, религии и култури наспроти корпоративниот глобализам кој врз основа на профитната логика на мултинационалните корпорации врши интеграција на помесните етноси, јазици, религии и култури со нивна асимилација до физичка ликвидација од земјината топка. Господине Петров, ви благодарам за гостувањето во ова интервју на Мега телевизија. Ви благодарам вам и уште еднаш честитки до сите слушатели и гледачи на вашата емисија за утрешниот голем национален празник на македонскиот народ. Повелете на Семакедонската средба во Подпелистерското Трново. Благодарам, а ние, почитувани гледачи, се гледаме повторно во ново интервју со нова тема.